Дали знаете дека на јужната и западната лунета од црквата Свети Никола во Матка има по една правоаголна плоча со мал отвор окулус? Релјефната плоча од јужната фасада е сочувана во целост. Во еден вид кружна композиција се гледаат испреплетени животни растенија. Централната позиција под окулусот ја зазема едноглаво суштество со две тела на лавови и со висока тиара на главата. Горе лево два грифона во евхаристичен чин пијат од ваза. Горе десно има три фигури на волци или кучиња со опашките во устите. Меѓу нив се наоѓаат и вкупно 10 единечни вегетабилни релјефни форми, палмети или ластари. Се верува дека плочата е изработена во предхристијанско или античко време и била посветена на некое паганско божество. Дали знаете дека познатиот хрватски писател Марин Држиќ, кој работел и творел пред повеќе од 500 години, многу често проаѓал и останувал низ македонските простори. Држиќ е најпоставуваниот хрватски автор во македонските театарски сцени, со 6 наслови изведени во 27 различни постановки. Истражувањата потврдуваат дека Држиќ минувал низ Македонија секогаш кога патувал за Стамбол, во придружба на виенскиот авантурист Кристоф фон Регендорф. Караванскиот пат на стоките во тоа време почнувал од Дубровник, поминувал низ Скопје, Прилеп, а денес Сулијан се нарекува уште и Дубровничкијан, а во Прилеп се уште постојат остатоци од камени средновековни зидини, познати како Дубровничкиот зид. Братот на Марин Држиќ, Ѓоре Држиќ, со години работел во Скопје, градот кој трговците успешно и профитабилно го одржувале како важна и стабилна попатна станица на пат кон Стамбол.